Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. На 1,5 милиони сирици им треба хуманитарна помош, предупредуваат Обединетите нации. Предизборна кампања во САД, Ромни говори за имиграционото прашање, а Мајами е новиот шампион на NBA. Започнуваме со вестите. Канцеларијата за координација и хуманитарни прашања на Обединетите нации предупредува на влошување на ситуацијата во Сирија, а активистите јавуваат за нови судири. Светската организација наведува дека можно е да има потреба од достава на хуманитарна помош за 1,5 милиони сирици. Порано месецов Обединетите нации постигнаа договор со сириските власти за креирање на серија хуманитарни центри преку кои би се овозможила помош за се поголем број цивили на кои им е неопходна. Сепак светското тело соопшти дека не е во можност да испрати свој персонал на овие локации заради насилството. Републиканскиот председателски кандидат Мит Ромни вели дека ќе се справил со имиграционото прашање на, цитираме, пристоен, но решителен начин и ќе ја променил политиката на председателот Барак Обама. Ромни говореше пред граѓани од латиноамериканско потекло. Според анкетите, оваа група главно го поддржува реизборот на актуелниот председател. Обама минатата недела издаде извршна наредба со која на стотици илјади млади мигранти со нелегален престој во САД би им се дозволило да останат во земјата под услов да се вработат или да го продолжат образованието. Мерката беше поздравена од потенцијалните латиноамерикански гласачи. Со забавување на светската економија забележан и пат на цената на нафтата под $80 за барел за прв пат од октомври наваму. Експертите велат дека цената се намалува бидејќи нема преголема побарувачка на нафта во моментов заради заслабениот пазар на работна сила во САД, кризата во Европа и забавеното производство во Кина. Кошаркарите на Мајами Хит се нови шампиони на NBA. Во петиот од серијата најдобар од 7 надпревари на домашен терен ги совладаа Оклахома Тандер со крајен резултат од 121-106. Воедно, Леброн Джеймс беше прогласен и за најдобар играч во финалето. iPad на Apple доби конкурент. Microsoft најави дека есенва на пазарот ќе понуди нов компјутер што според производителот на купувачите ќе им овозможи и да работат и да се забавуваат. Во продолжение ви го представуваме Surface. Бренда Естрела во моментов користи лаптоп, но е подготвена да премине на табла компјутерите и затоа е заинтересирана за новиот производ на Microsoft Surface. iPad for me is more of an entertainment device. iPad-от за мене е повеќе направа за забава, многумина го носат со себе, фотографираат со него. Тоа за мене не е практично. Би ми одговарало доколку Microsoft понуди компјутер на кој би работела, отколку само да повлекува со прстот по екранот. Извршниот директор на Microsoft Стив Балмер го представи Surface неделава во Лос Анџелес. Ќе функционира на новиот оперативен систем Windows 8. Една верзија на направата што ќе се најде на пазарот за неколку месеци ќе биде со слична тежина како iPad-от на Apple, но со малку поголем монитор од 27 см. Втората, потешката верзија, всушност спаѓа во новата генерација лесни лаптопи. Microsoft најави дека цената на Surface ќе биде конкурентна на сличните производи на пазарот. За разлика од iPad, Surface ќе има потпирач и тастатура што се отвара. Технолошкиот аналитичар Фокс Ван Ален коментира. Мощна и интересен новитет. Не само уште еден iPad, туку направа што ќе го замени класичниот компјутер. Меѓу компјутерџиите во кафетерија во Вашингтон пак сомневање дека Microsoft ќе може да се надпреварува на пазарот на кој iPad-от е доминантен веќе 2 години. Would I buy one over an iPad? No. Дали ќе купам Surface наспроти iPad? Не. Ми се допаѓаат производите на Apple. Драго ми е што постои конкурент и алтернатива, но останувам со Apple. Too late. Too... Предоцна, пребавно и на нивна штета. Со години наназад, Microsoft нудеше софтвер за компјутери произведени од други компании. Со Surface сега ги испробува силите и во полето на хардверот, надевајќи се дека чекорот на крајот ќе се исплати. А во продолжение на Newsflash ја заокружуваме серијата за малите бизниси во САД. Како обстојуваат пред налетот на големите корпоративни синџири на продавници и ресторани.
Предходните 2 дена ви представивме семеен ресторан и приватна аптека. Денес со камерата одиме во мала продавница за железарија. Добре дојдовте во продавницата Браунс во Фолс Чърч, Вирџинија, каде може да најдете железарија, алати и многу други производи. Браунс буди спомени, вели муштеријата Денис Крафт. Ме подсетува на продавниците од детството, со полици од подот до таванот. Хју Браун е собственик на Браунс последниве 50 години. Hey, Mr. Brown, how are you? Има 83 години. Бизнисот го започнал дедо му доцните 1800, а го продолжил татко. Сегашната продавница била изградена 1950. Од тоа време и овие машини за гуми за џвакање. Браун се уште го користи сефот на дедо му. Ни вели продавницата е успешна бидејќи муштериите ги става на прво место. Се обидуваме да се погрижиме за нив, да им ги понудиме токму производите кои ги сакаат. Боби Бек тука купува веќе 30 години. Вработените ми се како семејство. Џон Тейлор, раководителот на продавницата, ја нагласува довербата што ја создале кај муштериите. Знаат дека нема да им продадеме нешто што не им треба. И покрај тоа продавницата е во опасност да ги затвори вратите поради конкуренцијата од големите корпорации и нивните синџери на продавници. Муштериите на Браун не го сакаат тоа. Тука ќе најдете работи што ги нема во тие гигантски продавници. Секогаш ќе се најде некој да ви помогне. Знае што барате. Таков близок однос нема во големите продавници. Големите продавници исто така не нудат помош како во Браун, каде може да ви инсталираат мрежа за комарци на прозорецот, например. Овој белег на подот сведочи колку муштерии минале тука сиве овие години. За собственикот Браун, тоа е доволна гаранција дека тие ќе продолжат да доаѓаат. А во наредниот Ньюсфлеш ве носиме во Лос Анџелес, Калифорнија, а таму невработеноста на високи 11%. Упорноста да се најде работа постои, но дали дава резултати? Гледајте ја наредната емисија. Лос Анџелес и невработеноста. Многу ми навелат дека им е потребна само шанса. Гледајте ја наредната емисија. Тоа е се за денеска. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Со вас беше Јулија Велковска. За најново од сат и светот посетете нашата интернет страница glasnaamerika.com, а дружете се со нас и на Facebook. Ви благодарам на вниманието, уживајте во викендот и гледајте ме в понеделник.